Ви велам добре дојде на почетокот на уште едно издание на емисијата 360 степени на јавниот сервис. Денеска сме во Министерството за одбрана, каде ќе разговараме со Славјанка Петровска, министерка за одбрана и председавач на Централниот одбор на СДСМ. Министерке, благодарам што ја прифативте поканата за интервјуто. Добро дојдовте во Министерството, благодарам. Подобро ве најдовме. Интервјуто ќе го почнам со домашната политичка динамика. Една од главните теми е предстојното формирање на техничката влада во пресрет на парламентарните избори на 8 мај. Дилемата што ќе се случи со кадрите кои треба да ги номинира најголемата опозицијска партија. Вие сте дипломиран правник, па сакам да ве прашам колку е правно можно, но и политички логично мандатарот Талат Џафери да предложи влада без кандидати за министри за внатрешни работи, за труд и социјална политика, позиции кои што според законот за влада треба да и припаднат на ВМРО-ДПМН. Како правник, одговорот на ова прашање е многу едноставно. Можно е, затоа што никаде не се вели дека мора да биде во состав целата влада предложена од мандатарот. Сега би било преседан тоа. Би било за прв пат. До сега секогаш владите биле предлагани во целиот свој состав и од таму понатаму, нели се разбира, се бираат и подпредседателите и така натаму. И да, би било прв пат ако тоа се случи, меѓутоа да имаме предвид зошто оваа влада се формира. Оваа влада се формира согласно измените на законот за влада кои беа направени во 2015 година и на сите нам е добро познато во кои околности тие беа направени. И што беше целта на тоа, односно да се овозможи секогаш учеството на опозицијата, без оглед која политичка партија ќе биде опозиција, во подготовката и реализирањето на предвремени или редовни парламентарни избори. Значи, зборуваме само за парламентарни избори. Овој пат се случи, и тоа секогаш од 2015 и 2016 година, кога за прв пат почнува таквата влада да се применува, секогаш опозицијата, па и 2020 година, кога истата политичка партија ВМРО-ДПМН беше опозиција повторно, ја поддржа, односно гласаше за оваа влада. Сега имаме една ситуација кога опозицијата сака да номинира, прво не сака, па сега се предомисля и рекоа сакаме да номинираме министри во Министерството за внатрешни работи и Министерството за труд и социјална политика, но нема да ја гласаме таа влада. И сега се поставува прашањето, ако номинирате сопствени министри во таа влада и таа влада има само една единствена цел, а тоа е организирање и спроведување на редовните парламентарни избори, тогаш зошто нема да ја гласате таа влада? Логично е, и ако јас сум денеска пратеник во собранието, јас би имала сомнеш дилема дали треба да ја гласам владата во која што некоја политичка партија номинира министри, но сепак нема да ги поддржи. Веројатно треба малку повеќе да поразговараме и да дискутираме во Република Северна Македонија за тоа кои се обврските на сите политички партии. Затоа што некако изминатиот период опозицијата бегајки од носење на одлуки на различни прашања, не само за ова сега, секогаш топката ја префрлаше барем во собранието на парламентарното мнозинство, што не е така. Сите 120 пратеници во Македонското собрание се еднакви и секој од нив имаат и права, меѓутоа се разбира и обврски. Министерке, никој не може да биде сигурен како ќе се изјаснат пратениците на ВМРО-ДПМН додека прашањето или гласањето за владата не биде поставено на дневен ред на собранието. Како мандатарот Џафери би преземал потек само на предпоставена ситуација? Не е предпоставена. Тие даваат политички изјави, нивниот лидер вели дека нема да гласаат. Да, пратениците ќе видиме дали ќе гласаат или не, дури начинот на гласање. Не може претходно да бидеме теоретски е така, меѓутоа политички став во принцип се соопштува пред почеток на некоја седница. Несериозно е било за било кое политичко прашање, па и вклучително и за ова политичко прашање да се калкулира. Нема никаква дилема. Ова е влада која што има за цел и чиесто учество на министрите во владата од опозицијата имаат за цел да гарантираат дека изборите кои ни предстојат во случајот се и председателските избори и да допринесат тие да бидат одржани на фир и демократски начин. Според оваа логика, што Кени е техничка влада без кадри од опозицијата внатре. Ама ако не сакаат да си ја гласаат сопствените министри, тогаш се поставува прашањето која е логиката да номинираат, а да не сакаат да ги поддржат. Имаат сомнеш во сопствените министри? Може би на пратениците од власта, па сега гледате од парламентарното мнозинство, не им се бендисува некој друг лично. Може би сметаат дека некој не треба да биде во таа влада, но гласаат имајќи го предвид целиот концепт на таа влада. Впрочем, прашањето е, сега председателот на собранието се уште актуелен Талат Џафери им пречи? Па тој со години е председател на собрание, таму каде што истите тие пратеници, рече се секојдневно со него на различни начини имаат комуникација
и остваруваат координација, редовни координации. Според најавите треба да останете министерка за одбрана и во таа влада. Моето следно прашање би било дали ќе ве има на пратеничките листи на предстојните парламентарни избори? Подготовките започнуваат, се разбира, и за претседателските и за парламентарните избори. Јас мојот ангажман во Министерството за одбрана изминатиот период го посетив исклучиво како министерка за одбрана, што се однесува на тоа дали ќе бидам или не на листата, прашање се разбира и на предлозите кои согласно нашите процедури, нашите правила пристигнуваат од општинските организации, меѓутоа и одлука на раководството. Јас сум подготвена да прифатам предизвик да бидам на било која номинирана на било која позиција, вклучително и на листата за претеници. Кој е вашиот став? Дали на изборите е подобро да одите со заеднички листи со ДУИ и Алијанса за албанците или само со вашите традиционални коалицијски партнери? Ова е исто така една од поглавните политички теми за кои што се дебатира периодов. Коалицијскиот капацитет на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија се покажа на дело изминатите години, кога во различни околности, заради различни ситуации, нудевме или бевме дел од коалиции за кои што сметавме дека ќе донесат добро на Република Северна Македонија. Истото го мислиме и сега. Веќе подолго време во јавноста се зборува за коалицијата која што ќе има европски предзнак или која што ќе понуди конкретни решенија за европска Македонија. Се разбира дека дискусиите се уште траат и во СДСМ, меѓутоа и во останатите политички партии кои потенцијално би се приклучиле на оваа коалиција. Мислам дека е прашање на кое треба да го се разговара во рамките на органите на политичките партии. Лично мојот став е дека можеби понекогаш се подобри коалиции кои навистина ќе ги отсликаат демократските вредности, демократските капацитети на политичките партии, меѓутоа сепак кажам дека се уште е можеби рано да го донесеме финалната одлука, но каде и да е со оглед на тоа дека веќе изборите ќе не се приближуваат, Ова е ќе став треба во да се... прилог на заеднички листи со ДУИ и Алијанса, ако добро ве разбирам. Јас велам дека треба да ги обединиме коалиционите капацитети. Не велам дека инсистирам или не велам дека се залагам за тоа, меѓутоа сметам дека секогаш пред избори е добро и заради отвореност и честност кон граѓаните да им кажете со кој би коалицирале и после избори. Таква коалиција предизборна би имала капацитет да освои повеќе пратеници од ВМРО ДПМН? Ако мислам дека ако се обединиме доволно добро, мислам дека да. Зборуваме за оваа широката коалиција. За широка коалиција во која што навистина ќе работиме за она што сакаме да го оствариме сите, а тоа е европската интеграција на не нашата ви предвидуваат добар резултат ако одите самостојно. Го фаворизираат ВМРО ДПМН. Анкетите во моментот го велат тоа, меѓутоа да имаме предвид дека се уште изборната кампања не е започната и дека изминатиот период од 2 години што можеби е и пропуст на СДСМ како политичка партија е што многу повеќе бевме сконцентрирани на решавање на државните проблеми и малку помалку време посветивме на тоа што се нарекува работа и со членство, меѓутоа и со граѓаните од аспект на политичка партија. Изминатите 2 години не беа воопшто лесни, заради тоа што сите знаеме се соочивме и со економска, меѓутоа и со криза енергетска, која што успешно се преброди и сето тоа вложува многу ресурси, многу енергија за да биде надминато на таков начин. Добро, ќе почекаме да видиме во следните недели како ќе се постават политичките структури во пресред на изборите. Второто име на вашата функција би било министерка за НАТО, па во таа смисла сакам да ве прашам како гледате на пораката од американскиот претседател Џо Бајден од изминатиот викенд, која можеби пред се беше намената за американската јавност и тамошната политичка сцена, но се однесува на регионот и на земјава. Бајден вели ако ние заминеме, мисли на запирање на поддршката што САД ја даваат на Украина, а Русија опстои и ја победи Украина, што мислите што ќе се случи со балканските земји? Министар, ќе постои ли таква директна закана за земјава? Оно што се случува во Украина и за жал војната се уште трае, за која што Република Северна Македонија од самиот почеток има многу јасни позиции и во поглед на политичка осуда на неоправданата руска агресија, меѓутоа и во поглед на поддршка и политичка, меѓутоа и воена поддршка кон Украина, укажува на фактот дека она што на почетокот беше сценариото, кое што многумина го очекуваа тоа дека Русија ќе изврши својата мисија во рокот 2 дена или неколку часа, всушност не е успешно. И
Оно што украинскиот народ и украинската војска и украинската власт го прави е навистина нешто кое треба да биде поддржано. Не само заради Украина, затоа што Украина е демократска земја која има право да се одбрани, меѓутоа заради тоа што тоа е војна која се води на европско тло и е војна повеќе и за отстојување на демократските принципи. Влијанието, многу пати во различни прилики сме зборувале за влијание на трети земји, меѓутоа јас сум малку и поотворена, па ги именувам тие трети земји, заштитните влијанија во случајов и на Русија, овдека и во Република Северна Македонија, меѓутоа и во земјите од регионот. Ако не се продолжи со поддршката на Украина на секаков начин како што го правиме тоа досега, и зашто впрочем и сојузниците во НАТО алијансата се обединети и продолжуваме тоа да го правиме, не сметам дека тоа ќе донесе добро ниту на Европа, а камоли овдека на регионот, на земјите од Западен Балкан. Сметам дека поддршката на Соединетите Американски држави не само во овој случај, туку ако малку повеќе зборуваме и за нас, изминатите години, 32 години од осамостојувањето до денес, се покажа дека навистина значена и навистина допринесува. Кога Бајден вели што мисли дека ќе се случи со балканските земји, мисли на војна закана? Не би рекла дека мисли на директно конвенционална воена закана, иако во некои земји не исклучувам, особено земјите кои не се членки на НАТО алијансата, не исклучувам таков вид на конфликти. Она не е истиот случај да ги третирате земјите кои не се членки на алијансата и оние кои се членки на алијансата, меѓутоа во секој случај ќе биде дестабилизација. Дестабилизација значи и во политичка смисла. Кога имате нестабилни влади, кога имате процеси демократски кои запираат одеднаш, кои се добиваат некои поинакви текови, сето тоа е политичка дестабилизација и некогаш таквите влијанија, повторно ќе кажам, или дестабилизацијата во политичка и демократска смисла на зборот може да трае и подолго, меѓутоа и да нанесе многу поголема штета. Ако велите дека поддршката на Украина треба да обстои, да продолжи, тогаш зошто одбивте едно од последните нивни барања за воена помош? Тоа е едно од десетиците барања и само тоа беше одбиено, заради тоа што опремата која што беше побарувана во тоа барање е дел од нашата материјална формација и дел е од борбената готовност на армијата. Јас од првиот момент кога започнавме позитивно да одговараме на барањата, тогаш имаше една друга теза дека со давањето на таа опрема и вооружување ја намалуваме борбената готовност, па бев прогласувана и за предавник. Меѓутоа тогаш кажав, без разлика што и да не е побарано, ако ставот на генералштабот е дека опремата која е предмет на барањето може да биде дадено и нема да се наруши борбената готовност на армијата, јас нема да имам двумење. Значи тоа не е политички став, не е политичка поза во однос на апсолутно тоа не, што се заради случува тоа таму. што во истиот период кога тоа барање се произнесовме негативно, во истиот тој момент во Република Северна Македонија на Криволок се одржуваше воен тренинг за припадници на украинските сили, што впрочем ќе продолжи и во следниот Од тогаш имате ново барање? Има ново барање кое неодамна пристигна, тоа се разгледува и согласно неофицијалните кореспонденција со генералштабот на армијата, веројатно ќе биде позитивно. Кога веќе споменавме борбената готовност на армијата, следната логична тема е модернизацијата на армијата. За 2024 Министерството за одбрана има буџет од 2,05% од БДП. Тоа беше заложба од пред неколку години, која што еве сега ја достигнувате. Во апсолутни бројки тоа се околу 330 милиони евра, од кои според најавите околу 1/3 ќе бидат наменети токму за модернизацијата. Само телеграфски од оклопните транспортери JLTV, кои ги набавуваме од САД, се пристигнати 32 до сега. Уште колку очекувате во текот на 2024, дали знаете? Во 2024 година треба да пристигнат уште 16. Дали годинава треба да стигнат и првите оклопни транспортери Страйкер и тие исто така од САД ги набавувате? Да, најавите се дека треба да почнат нивната испорака кон крајот на оваа година. Се уште не е утврден точниот број колку ќе бидат во првата пратка. Докаде е пристигнувањето на системот за противвоздушна одбрана од Франција и исто така артилериските системи од Турција?
За противвоздушниот систем за одбрана, договор кој го подпишавме во 2022 година, согласно подпишаниот договор, вредноста на тој договор е 66 милиони евра, треба да започне испораката во август 2025 година. Истиот период од прилика некаде 2025-2026 треба да започне испораката и на артилерискиот систем кој е набавен од Република Турција. Дали е класифицирана информација количината на тоа што се набавува? Кога зборуваме за противвоздушни системи, овие од Франција што се набавуваат, за колку станува збор? Како детали во смисла колку и каде ќе биде распоредени, да, меѓутоа се набавува целиот систем, значи и системот за противвоздушна одбрана кој е составен од повеќе компоненти. И сето ова е за лесната пешадиска бригада. Противвоздушниот систем е дел од одбраната на државата, додека останатите артилериската опрема е дел односно опрема која што ќе биде составен дел на лесната пешадиска бригада, заедно со GLTV-ата и страйкерите. Тоа е нашата НАТО единица. Нашата НАТО декларирана единица, да. А што е со набавката на дронови? Беше најавена и набавка на дронови? Да, веќе заврши една од фазите за евалуација на пазарот. Сега понатаму комисијата ќе продолжи со понатамошна евалуација и се разбира ќе бидат повикувани компании кои одговараат согласно побарувањата на армијата, ќе бидат повикувани, се разбира, да достават своји понуди. Една од поинтересните набавки е она на хеликоптери. Подолго време се зборува во јавноста за таа набавка, разгледувавте повеќе понуди, според најавите станува збор за 8 хеликоптери, повеќе наменски, но пред се транспортни. Ако добро разбирам, дали е донесена одлука која понуда ќе биде прифатена? Не е конечна одлуката, меѓутоа согласно фазите на набавка, пред една недела одржавме управна група на која што ставот на генералштабот, што беше потврден, се разбере и од останатите, вклучително и од мене, е дека најсоодветна и согласно перформансите, меѓутоа и цената и комплетно како понуда, вклучително и системот за одржување и така натаму, е понудата од компанијата, италијанската компанија Леонардо, согласно која ќе бидат набавени два типа на хеликоптери, Агуста 149 и Агуста 169. Едниот хеликоптер е со поголема носивост, до 14 патници со опрема, а другиот е со помала носивост, до 8 патници, исто така со вклучена опрема. Тоа е она што во моментов можам да го соопштам од типот на понудата. Се разбира, сега одиме на следната фаза, а тоа е формирањето на комисијата за набавки. До сега тоа го работеше интегрираниот проектен тим. Сега согласно процедурите ќе се формира комисија која ќе започне со преговарање со компанијата која, се разбира, чија што понуда е селектирана како најповолна. Ова прв пат го соопштувате јавно? Прв пат го соопштувате. Ќе успеете да завршите целата процедура пред да почнат ограничувањата поврзани со изборите? Во делот на набавки, ограничувањата на избори се дека ограничувањата во поглед на изборите се доколку активностите за набавка се предвидени во плановите за набавка, тогаш нема никакво запирање. Минатата седница на влада исто така го донесовме годишниот план за набавки влада со влада, каде што овој проект е предвиден, така што проектот ќе продолжува, се разбира, нема да има притисок брзината на времето, меѓутоа и самиот тим и самата комисија, припадниците на армијата, меѓутоа и компаниите кои се дел од војната индустрија се свесни за притисокот кој го имаат од армиите, меѓутоа и од останатите компании кои набавуваат заради изголемената побарувачка, така што колку чини набавката? За оваа набавка, оваа понуда сега во детали не би ја соопштила вкупната сума, меѓутоа околу 230 милиони евра. И кога ќе стигнат првите хеликоптери? Рокот на испорака е 24 месеци до 36 месеци од денот на подпишување на договорот. Според вас проблем ли е тоа што воздухоплови има и одбрана и МВР? Не гледам дека е проблем, затоа што тие треба да бидат во готовност, тие треба да бидат способени да бидат користени. Од аспект на рационално користење на ресурсите, на располагањето со нив, дали за мала држава не е проблем да има два такви центри?
не е проблем заради тоа што секогаш е добро да се организира одржувањето и менаџирањето на тие воздухоплови. Изминатиот период заради тоа што сега и Министерството за одбрана, односно армијата, меѓутоа и Министерството за внатрешни работи имаат, да речам, застарени типови на воздухоплови или застарени типови на хеликоптери, се случуваше многу често да во координација заедничка се договараат со кој хеликоптер некоја задача или некоја операција полесно може да биде изведена. Она што е важно е дека ресурсите треба да бидат на економичен и ефикасен начин користење, меѓутоа и комуникацијата помеѓу двете министерства е особено значена. И јас сум благодарна на тимовите и во Министерството за внатрешни и во Генералштабот, односно во армијата, кои што имаат, би рекла, и секојдневна комуникација. Транспортери од САД, систем за противвоздушна одбрана од Франција, артилериски системи од Турција, добро, дроновите не знаеме од каде, еве сега хеликоптери од Франција. Италија. И се извинувам, од Италија. Дали треба да препознаеме некако стратешки добро распоредени набавки по партнерите од НАТО? Тоа значи дека тимовите и интегрираните проектни тимови во Министерството и армијата прават добра евалуација. Ако видите сите овие што ги набројавте проекти кои голем дел од нив се завршени со исклучок на хеликоптерите, набавката не е прецизирана, меѓутоа станува збор за опрема која е одбрана и опрема која е навистина најмодерна и софистицирана опрема и овозможува исполнување на целите задачите за која што се набавува во армијата. Постои ли политичко лобирање во позадина за тоа која од понудите ќе изберете? Секако дека на средбите кои ги имам јас и со моите колеги министрите за одбрана од земјите, не само од овие што ги набројавте, меѓутоа и од многу други, секогаш се разбира дека министрите, па и претседателите на државите и премиерите даваат препорака за опремата која произведуваат во нивната земја. Не го сметам тоа како притисок, него едноставно како давање на понуда, што не се исклучува. Меѓутоа сепак онаа одлука, барем изминатиот период, одлуките кои јас ги носам, ги заснувам на препораките кои ги даваат интегрираните проектни тимови и комисиите за набавка кога станува збор за ваков тип на набавки, затоа што кога станува збор за набавките по законот за јавни набавки, тука веќе нема дилема затоа што дискусиите не се дозволени. Во моментот во собраниска процедура се наоѓа предлог законот за вработените во Министерството за одбрана. Со него, поедноставено кажано, треба да се унапреди статусот на вработените во одбрана или по-конкретно да им се зголемат платите, зашто во моментот имате ситуации на дисбаланс со платите што ги земаат оние што се вработени според законот за служба во армијата, а се на работни позиции во Министерството за одбрана. За колкави разлики во платите станува збор? Па може да кажеме слободно и дупло повеќе, 2 пати повеќе. Значи, раководителите на сектори, ако се цивилни, односно административни службеници, би земале некаде околу просечната плата во администрација, зборам за тој ранг е околу 40.000 денари, додека ако на истата позиција има поставено воено лице кое има чин полковник, платата на тоа лице е некаде околу 76.000 денари. Да, речи си двојно повеќе, односно помалку за оние вработените според законот за за административни службеници. Долго го најавувате и подготвувате овој закон, ќе успеете ли да го донесете, не зависи од вас, зависи од пратениците, пред да се распушти собранието во овој состав? Ова ве прашувам особено во контекст на она што го порача пратеникот од ВМРО ДПМН Драган Ковачки, кој по изгласувањето на потребата за донесување на ваков закон во ресорната собраниска комисија на Фејсбук напиша: ја изгласавме потребата, но остануваме на ставот дека се додека заеднички со СДСМ не ги изгласаме измените на законот за посебните права на бранителите со кои се обештетуваат 10 семејства на загинати наши македонски бранители, ќе го блокираме носењето на законот за вработени во одбраната. Сега добро поставив повеќе подпрашања, што е вашата проценка, дали ќе успее собранието да го изгласа пред да се распушти? Јас бев присутна кога се гласаше потребата, односно требаше да се гласа, меѓутоа заради немањето кворум не се гласаше. Имаше можност за дебата околу потребата за донесување, значи првото читање на пленарна седница. Пратеникот беше во сала, меѓутоа не се пријави за збор.
сега што му е побудата да после тоа на Facebook пишува, не знам, Дали е ова сака истата да се... тема за која што јавно зборува и Стојанче Ангелов? околу правата на Бранителите. измена на законот, да, таа е истата и таа е истата за која што Стојанче Ангелов како претседател на достоинство има доставено иницијатива до владата. Значи прво ја достави иницијативата до владата, па потоа го поднесе законот во собранието. Се работи за различни работи или Не, се како? работи за исти работи, меѓутоа иницијативата до владата беше да се донесат, во самата иницијатива стоеше препорака да се донесат одлуки на влада, за да може да се реши ова прашање, додека во собрание се разбира во законска процедура тоа е ставено. Минатата седница имавме седница на влада, минатиот вторник, редовната седница, каде што врз основа на оваа иницијатива, која е доставена од претседателот на достоинство Стојанче Ангелов, како министерка за одбрана предложив 2 одлуки кои всушност треба да рефлектираат она што е дадено барањето во иницијативата. Согласно заклучокот на седницата на владата, тие 2 одлуки треба да ги доставам до иницијаторот, до подносителот на иницијативата, за да тој даде потврда дали тоа е она што го бара од владата. Ако тој даде позитивен став, тогаш владата на наредната седница ќе ги прифати одлуките. Дали добро разбирам, значи прашањето ќе го решавате преку одлука на владата, а не со закон во собранието. Да, затоа што и првичната иницијатива која е поднесена од Стојанче Ангелов е до владата да бидат решени со одлуки. Да се однесува на истата На тема, истата тема, опфатена да, и во законот. Така е. Аха, тогаш би требало да отпадне ова како пречка, ако добро разбирам, што го споменува Ковачки. За мене тоа се 2 работи кои не се поврзани, затоа што изминатиот период ВМРО ДПМН не покаже иницијативност за решавање на ниту едно прашање во општеството, вклучително и ова прашање. Само да подсетиме, ова прашање не е околу бранителите сега зборуваме, па ќе се навратам на законот за вработење, затоа што заслужува внимание и тој. Правата на бранителите, односно барањето, целта на барањето кое е поднесен, значи барање и на иницијативата и на законот, не е ново. И не е од оваа година. Тоа се провлекува години назад. Се провлекува и во годините кога ВМРО ДПМН беше власт. Но гледате, тогаш не се дискутираше воопшто за таа тема. Овде, сега, во овие 2 години, колку што сум јас министерка за одбрана, успеавме да решиме едно друго прашање, за кое што господинот Ангелов соопшти во јавноста, а тоа е неоснованото враќање на пари на 4 припадници на безбедносните служби, 20 од Министерството за одбрана, односно армијата, 20 од Министерството за внатрешни работи, кои заради некои судски постапки требаше да враќаат пари на државата, иако беа дел од конфликтот во 2001 година и беа повредени, но не се. И тоа го решивме со одлука на влада, така што е еден позитивен пример за тоа кога има политичка волја, како се решаваат проблемите. Сте разговарале со спикерот Џафери, се уште спикерот Џафери, за тоа кога би стигнало ова на дневен ред? За која зборува? За законот за вработените во одбраната? И јас стојам на располагање и кажав дека сум подготвена, замолив ако е можно тоа да биде што е можно побрзо, затоа што дел од процесите кои се одвиваат во Министерството за одбрана се поврзани со донесувањето на овој закон. Колку мина тангира овој закон? Колку мина се засегнати од законот? 400 вработени. И плюс се разбира нивните семејства кои ќе ги видат бенефитите. Кога зборуваме за бенефитите или придобивките од овој закон, зголемувањето на платите или обидот да се изедначат, нема да бидат се разбира исти и платите и обврските и правата како оние што се на припадниците на армијата, меѓутоа постојат во законот, во предлог законот кој е во собраниска процедура, дадени се многу решенија, позитивни решенија кои ќе ги продобрат работните процеси во министерството. Затоа што не можете да очекувате вработените да бидат доволно мотивирани ако немате соодветна алатка не само за парична награда или за зголемување на нивните плати, меѓутоа и за нивно унапредување побрзо, поефикасно и се разбира правично унапредување во системот. Сегашниот закон, односно законот за административни службеници, од кои што вработените се дел, практично, заради поставеноста, не овозможуваат доволно брзо и доволно ефикасно да одговорат на она што нам ни е потребно како Министерство за одбрана. Дополнително и во законот за вработени, кој што е предлог во собранието, предвидуваме исто така стипендирање на критични специјалности, заради тоа што не треба да ја заборавиме која е улогата на Министерството за одбрана. Министерството за одбрана не треба да се претопи со униформирани лица,
од армијата, припадници на армијата, затоа што Министерството за одбрана треба да остане како дел од цивилната контрола врз Само армијата. кратко, бидејќи сакам и други теми да поминеме околу стипендирањето на критичните специјалности на студенти кои што се на такви студии. Неодамна подпишавте први 7 договори за стипендирање. Стипендијата се движи од 30 до 80% од просечната плата во зависност од тоа во која година е студентот. Станува збор во првата група за луѓе кои што се студенти на медицина, на географско-информациски студии, мислам дека има екологија, да, информатика. Дали набрзо ќе имате и друга група стипендисти? После изборите, да, за наредната академска година, затоа што сега во овој период нема да можеме и нема да има доволно време. Меѓутоа се разбира доколку се усвои и законот за вработење, тогаш ќе можеме, се разбира после изборниот процес, ќе можеме да распишеме таков оглас исто за вработени во министерството. Што е нивната обврска, од која ќе завршат? Веднаш се вработуваат во армијата и во Тоа е меѓувреме придобивка, но предпоставувам обврска има да работат некое време. тие ќе работат во договорот ќе биде одредено во колку временски период зависно од сумата на стипендијата, за колку временски период најмалку се обврзани да работат во армијата. Оние со кои што подпишавме сега договор, тие ќе бидат вработени во армијата, значи ќе бидат офицери и тие додека да стапат на должноста на како вработење, додека го завршат образовниот процес, ќе треба да поминат и обука согласно обуките кои се изведуваат на воената академија за да можат да го добијат офицерскиот чин. Неодамна Државниот завод за ревизија објави ревизорски извештај за Министерството за одбрана за 2022 година, во кој самиот ДЗР вели дека клучните утврдени состојби се ги набројува неколку. Јас ќе ги издвојам. Вредноста на постојаните средства и залихите на материјалите во финансиските извештаи не е реална и објективна. Пописот на средствата и обврските не е целосно извршен. Дел од постапките за јавни набавки и реализација на дел од договорите не се вршат согласно законската регулатива. Може би ова е најинтересниот навод. Што е вашиот одговор на ова? Дел од постапките за јавни набавки и реализацијата на дел од договорите не се вршат согласно законската регулатива. Во делот на ревизорскиот извештај, прво важно е да се напомене дека ревизорскиот извештај или ревизијата беше направена врз основа на барање кое јас го доставив. Зошто го доставив барањето до Државниот завод за ревизија? Затоа што сметав дека, и тоа го направив уште во 2022 година, затоа што сметав дека кога сакате да донесете одредени одлуки кои се однесуваат на подобрување на процесите, работните процеси во Министерството, потребно да знаете една, да речам, крвна слика, пресек на тоа што се случува и каде треба тие процеси да се подобрат. Јас овој извештај не го гледам негативно, се разбира не го гледам позитивно, во смисла на забелешките кои се дадени, ама го гледам позитивно како една добра основа за тоа како во иднина да ги насочиме и да ги подобриме самите процеси. Она што е најважно да се напомене дека со извештајот не е констатирана злоупотреба нити на државни средства, не е констатирана нити злоупотреба на службената положба, дали било моја или на било кој од раководните функционери. Ова што значи дека дел од јавната набавка не се врши согласно законската регулатива? Тоа значи дека конкретно, бидејќи во детали го разгледувавме извештајот, меѓутоа и дадовме свој одговор, а тоа е дека има еден вид на, не би го нарекла несогласување, меѓутоа може би разидување во поглед на толкувањето на членот од Законот за јавни набавки, за кои целта за која што, односно предметот на набавката, тоа се станува збор за две набавки. Значи од сите стотици набавки кои се спроведуваат, забелешките се дадени за две набавки, за кои што комисиите за набавки во Министерството за одбрана сигнале дека треба да се примени членот 49, бидејќи станува збор за работи, изведување на работи градежни, и тука тие користеле поедноставена постапка, заради тоа што самиот тој член предвидува дека до 500.000 евра може да се користи. Меѓутоа забелешката од Државниот завод за ревизија
во истиот тој член го користат дека може да биде само поедноставена постапка до 70.000 евра. Се разбира дека бидејќи се работи за два конкретни предмети, започнати се во 2021 година, чинам на крајот, дадовме свој одговор и очекуваме дека тој одговор како таков ќе биде прифатен. Се појави еден медиумски напис со наслов "Ревизорскиот извештај ја помати транспарентноста на одбрана". Па Алузијата е за тоа дека Јас- високо котирате на листите на индексите за транспарентност, а дека сега сте добиле ревизорски извештај во кој што има и забелешки. Отвореноста и транспарентноста не се исто што и суштината на Државниот завод за ревизија. Зошто? Затоа што со преку отчетноста или транспарентноста се мери колку Министерството за одбрана е отворено и колку одговара, меѓутоа и колку се достапни информациите и ги споделуваме со јавноста. Во извештајот на Државниот завод за ревизија апсолутно не беше третирана ниту отчетноста, ниту транспарентноста, меѓутоа да, беа дадени забелешки. Ако внимателно се прочита извештајот, ќе се види дека забелешките, голем дел од забелешките кои беа дадени, се биле нотирани и во извештаите и во 2011 година, и во 2013, и во 2016, и во 2017 година. Станува збор за некои работи кои навистина за кои е потребно малку подолго време да бидат надминати. За голем дел од забелешките кои Државниот завод за ревизија ги даде, веќе се формирани работни групи кои се разбира работат на изнаоѓање на решенија. Јас пак ќе кажам, целиот извештај, јас барем го гледам позитивен, заради тоа што се дадени конкретни забелешки на кои што вработените Министерството и раководството, впрочем, во наредниот период ќе можат да работат за нивно надминување. Некогаш станува збор и за неможност да биде спроведена некоја набавка, јавна набавка, која е потребна за да се подобри процес. Како, например, ќе го напоменам, еден дел од забелешките за системот за плати, кој што е јавна набавка спроведена во 2019 година, меѓутоа заради специфичноста ниедна компанија во Република Северна Македонија тоа не може да го изработи. И тоа прашање е едно впрочем од забелешките, а е отворено. Неодамна објавивте огласи за вработување на 300 нови професионални војници и 30 офицери. Периодов сведочиме на мноштво огласи за вработување во јавниот сектор, кои добиваат призвук на предизборни потези на власта. Дали и во овие ваши огласи треба да бараме таква предизборна калкулација? Не. Ако беа сега за прв пат да се објавуваат, ако ги немавме долго време објавено, веројатно ќе беа некаква индикација. Меѓутоа, ако се земат годините наназад, ќе видите дека секоја година таа бројка од 300 припадници на армијата, јас можам да зборувам со сигурност за годините, двете години кога сум министерка, дека беа објавувани истите и беа спроведувани. И прием на нови професионални војници, меѓутоа и прием на офицери. Барањето беше од Генералштабот на армијата заради нивната динамика, заради тоа организирање на процесите и на селекција, меѓутоа понатаму и на обука, тие да бидат направени, да бидат распишани и изборот да биде направен пред распишување на изборите, за да можат во периодот додека траат изборните активности, практично овие селектирани луѓе да бидат кандидати, да бидат дел од процесите на доедукација и она што следи. Значи, планот е се да заврши пред избори. Пред избор. Ако не се стигне, се разбира согласно изборниот законник, постапката до таму до каде што ќе стигнеме, ќе биде замрзната. За еден од предходните приеми, повторно пратеникот Ковачки имаше забелешка за тоа дека, ако добро го разбрав, дел од кандидатите етнички албанци се декларирале за македонци за да бидат примени. Мислам дека повторно стануваше збор за професионални војници. Има тој тип на злоупотреби при вработувањето? Во приемот на професионални војници и при приемот на било каков кадар за потребите на армијата, нема потреба никој да се пишува ниту... Обично обратно, македонци или други се пишуваат како албанци. Сега овде, ако добро разберав, забелешката е обратна, дека албанци се декларирале за македонци.
Да, не сум ја видела таа забелешка, затоа што вообичаено ги избегнувам Facebook профилите или порталите кои шират дезинформација, неговиот е така окарактеризиран како извор на дезинформација, но не се, бидејќи ми го поставивте прашањето, ќе одговорам. Значи, при приемот на професионални војници во армијата и при приемот на останатите припадници на армијата, ние не воведуваме балансер. Тоа правило кое што впрочем беше поведено кога ВМРО-ДПМНЕ не беше на власт, балансерот, тогаш е воведен, не важи. Меѓутоа има една одредба од законот за служба во армија која вели дека треба да се почитува еднаквата застапеност на различни припадности. И таа се почитува. Бројките впрочем тоа го говорат дека го почитуваме. Меѓутоа ова тврдење дека некој албанец се пишал македонец за да земе место на некој македонец се разбира неосновано и мене впрочем ме изненадува таквиот коментар од лице кое доскоро беше припадник на армијата, повисок чин поприлично, полковник, и барем законот за служба во армија треба да го знае. Само кратко ве молам, бидејќи привршуваме. Сакам да ве прашам околу социјалниот диалог со синдикатите, конкретно за независниот синдикат на професионални војници што го раководи Александар Насковски. Оттаму велат дека 1,5 година немате социјален диалог со нив. Баш ме чуди, минатата недела имав средба и тоа може да се потврди и со нив и овдека во Министерството за одбрана. Зборувавме околу недоразбирањето кое го имаат со другиот синдикат на професионални војници, кој што апсолутно не е моја задача да се мешам. Меѓутоа кажав дека поддршката дека запрела исплатата на чланарината за синдикатот и дека на тој начин ја блокирате практично работата на тој синдикат. Запрела моментално и тие средства стојат резервирани, значи не се префрлени на ниту еден синдикат, заради тоа што синдикатот кој го споменавте направил трансфер од една синдикална организација во друга и кај нас тоа побудува не сомнеш, меѓутоа едноставно се разбира интерес кај службениците кои ги вршат исплаќањата и замолија од претседателот на овој синдикат да потврди дека членовите, бидејќи да подсетиме, чланарината се испраќа со задршка од плата на вработените. Да потврдат дека сепак и тие наши вработени кои биле членови се уште членови. Тоа го чекате од претседателот на синдикат. Како стигнуваат пристапниците со новиот синдикат, кој што е во нова синдикална организација, така и се исплаќаат без никаков застој. Едно од прашањата што го поставуваат од овој синдикат е зошто Министерството за одбрана не сака да го трансформира работниот однос на професионалните војници на неопределено време како на сите работници во државата после најмалку 5 години поминати кај еден ист работодавач. Заради тоа што тие се вработени и се примени по законот за служба во армијата и ова е едно од прашањата со кои што имав јас дискусија токму со претседателот кој го напоменавте вие пред неколку месеци, каде што јас објаснив дека ако инсистираат да им биде трансформиран работниот однос по законот за работни однос, тогаш тие ќе ги изгубат сите права од законот за служба во армијата. Целта на законот за служба во армијата е да имаме еден дел, значи се разбира, е да имаме професионална армија и заради тоа е предвидена горната граница да биде 45 години, после кои наполнување на 45 години професионалните војници, за разлика од некои времиња кога буквално остануване на улица, сега имаат многу можности како ќе продолжат понатаму. Една од опциите да земат отпремнина во висина од 2 просечни плати за секоја година помината во армијата. Втората опција е тие да останат како вработени во Министерството или работниот однос да им биде трансформиран како цивилни лица во армијата. И третата опција е да бидат распоредени некаде во останатите државни институции. Ако ги трансферираме по законот за работни односи во траен, тоа значи дека тие секогаш ќе останат професионални војници до наполнување на 55 или повеќе години старост, што се коси со концептот на професионална војска, на професионална армија. И второ, ако направиме таква трансформација, тогаш тие ќе ги изгубат сите придобивки од законот за служба во армијата. Благодарам за овој разговор. Благодарам и вам. Благодарам за вниманието. До крајот на емисијата одгледајте и новата саботажа. Пријатно до четврток.
За македонската политичка биртија поганите денови не значат ништо, но нивниот финиш како и доближувањето до датумот за избори отвара можност за покрстување и ослободување од демоните од минатото преку попрскување со света водичка. Не се знае што се пиело, ама евидентно е дека дружбата била добра, штом се најавува ново продолжение. Ова нити е прва средба, нити е последна средба, посебно за некои кои што се знаат 3 децении и повеќе. Предпоставка е дека со добра голтка се може да оди по подмачкано, па веројатно полесно се прифаќаат и забелешките, особено за начинот на кој се практикува власта. Иако впечаток е дека подготвеноста за промена се сведува само на формата, а не и на суштината. Значи, не е само краватата и чорапите се. Така да се работи за стил, но ако така се интерпретира, јас ке се ја трнам и нема да ја ставам веќе никогаш. Тоа што волкот го менува влакното, ама не и ќутта, може да се однесува и на останатите непоканети гости. Бидејќи е тешко да се разбере како после 20 години стоење на еден конјопој може да се понуди нешто сосема поразлично, освен мала интервенција врз интериерот во кафеаната. Ако може, значи во Скопје да има и лавовите, и бикови, и не знам што се друго, значи може би цела зоолошка градина, значи зошто да не е двоглавиот орел кој што е од овој крај, овој дел. Орнаментите со кои се бара да биде украсен ресторанот Македонија се разбира дека се важни, но најважно од се е да се влезе внатре. А таму, во тоа одбрано друштво, дозволено е се и може непречено и слободно да се прави лом. Дека сега влагаш во институција, можеш да блокираш, можеш да искршиш као бориш, искрши, можеш да се степаш. Тепачката ама пред локалот е проблематична, особено за оние што долго време се моткаат окула се уште никако да се пикнат и да ја запоседнат посакуваната главна маса, на која Чаршафот до неодамна го постилаше токму тој што изгледа има нова алтернатива и ги прозива дека се неспособни да ја кренат чашата. Ама нема потреба сега ние да продолжуваме со таа естрада и да ја водиме дебатата во таа насока. Не знам, прашате го него. Не знам што мисли. Јавете му се, повикате во емисија и кажете му, еве, све што имаш, кажи. Све што имаш, кажи, ќе го слушаме, ќе видиме што има да каже. И на крајот, да се слушнат, особено да бидат мудри, сакаат и оние кои се туркаат покрај шанкот и се обидуваат да стасаат до пијачка. А се пред сериозна дилема. Дали да го користат пристапот на Циле, на Тито, или да фатат некој друг пат. Паметниот учи на туѓите, а за жал он е помалку паметниот учи на собствените и во многу случаи сите сме се увериле во животот дека сме помалку паметни отколку мудри. Сите се разумни и трезвени, ама само додека влезат во македонската политичка гостилница. Потоа, тие две карактеристики чудесно ги снимува. И веќе 30 години не се прави ништо друго, туку само се крчми.